Домашна мастика направена од вредните раце на Драги Петров од Виничко Драгобраште, од сега може да се купува на неговата тезга на пазарот во Штип. Ја подготвува од ракија, насон и други додатоци, кои како што вели за Ебнет се тајна на неговата мала винарија. Вели дека секоја работа има своја тежина, но за него правењето мастика представува задоволство и истата ја продава по 400 денари. Тоа се повеќе рецепти, зависи со кој рецепт работи. Иначе основен производ е анасонот, што се користи за производство на мастика и секој со свој рецепт. Па тоа се прави, например, исто од ракија, со други додатоци што се ставаат, исклучиво домашни, мислам, не е ништо вештачки, нема примиси од хемиски производи, ништо. Значи, да, тоа се вари исто како ракија што се пече. Да, казам, и се става анасон, други тамо мастикоси има некои работи што дават, за да стигне блиско до мастика. Од 44 до 46. Паѓа ли постепено? Не. Устанува се. Драги е среќен што има своји наследници, па околу него помагаат неговите синови кои заучуваат да работат како својот татко. Ние одиме на повеќе локални пазари, тука сме за прв пат, па ќе видиме. Да, син. За нас имаме мала семена винарија. Па ако се сака нешто да се научи, да се научи. По консултации син ми е земјоделски. Па имаме вина, сладки, полусладки, суви вина. По која цена се продава? Од 130 денари па нагоре, има и до 300-400. Инаку оваа мастика може да се пие како ликер, но најчесто се послужува во високи цилиндрични чаши, во кои се става по 100 милилитри и се долева ладна вода. Исклучително освежителен пиелок летно време, поради бронхи мирисот и вкусот на анасон.